треба да мислиме на тоа како да се промовираат формати и модели на општествена и политичка акција, така да ја наречам, преку која ќе се развива визија за нужноста на проактивно критичко диалошко действување во и кон реалноста, со цел да се восприеми и разбере историјата, и тоа е многу важно, и тоа за нашиот контекст сега, зборам конкретно за македонскиот контекст, па и за овие екс-југословенски, ако сакате, историјата како привремена состојба која стреми кон постојани промени. Да се биде свесен за својата позиција во општеството, воедно значи да се биде со светот, и тоа будно и одговорно, што нас ни недостига. Не имаме должност, и тука ова ми беше важно, Владе што го говореше и така го почна својот говор околу слободата. Значи имаме таа толку посакувана, но и проблематична категорија. Не имаме должност и одговорност да се избориме за слободата преку начините на артикулирање на знаењето, но слободата која не е идеал лоцира некаде таму вон човекот, ниту идеја која треба да стане мит, нели? А слободата често имаме тенденција во мит да ја претвориме, и да се соочиме со стравот едновремено од слободата, кој е парадигматичен за релацијата на која се базираат повеќето општествени системи. А тоа е релацијата на подчинетиот и подчинувачот. Бидејќи образованието во својата сушност, да кажам, ја носи таа релација еднакво како што ја носат и политичките општествените системи. Значи, тоа е учителот и ученикот се во релација, за жал, на подчинет и подчинувач, исто како во општеството што се случува. Значи, заводливата психодинамика генерирана преку односот токму на подчинетиот и подчинувачот, што Фрер го обработува како референтна сознана слика во своето дело Педагогија на подчинетиот, го дизајнира општеството како статичка категорија, како петрифицирана, нехумана и манипулативна една категорија. И токму таа критичка педагогија предлага образование базирано врз критичко мислење и врз критичка интервенција во општествената реалност. Станува збор за своевидна, како што велат некои изучувачи на оваа критичка педагогија, своевидна револуционерна позиција, каде што учителот и ученикот, следствено на општествениот и политичкиот дискурс, водачот и народот, да речеме, ќе бидат едновремено субјекти. Значи, нема еден да биде... Значи, тие ќе бидат во иста еднаква позиција субјекти, кои нема да поседуваат само вештини за откривање на реалноста и за незиното критичко осознавање, туку ќе учествуваат активно во процесот на пресоздавање и редефинирање на знаењето. Имајќи го предвид незиниот основен фокус, зборам на ова на критичката педагогија, за лично ослободување преку критичко осознавање, критичката педагогија консеквентно се залага за во голема мера политичка борба, со која сака да ги предизвика и трансформира доминантните репресивни општествени нарации, создавајќи општество со поголема еднаквост и надминувајќи ја културата на тишината. Тоа е еден фина синтагма која што ја користи Фрер, култура на тишината. И мислам дека таа култура ние сега ја живееме, каде што се создава тишина, исчезнува јавната сфера, за да може подчинувачот, нели, да ги еманира и илуминира своите знаења врз подчинетиот. Значи, критичката педагогија се залага поединецот да стекне знаења како да ја заекне демократијата, например, како да создаде општество на праведност и еднаквост и како да го развие образованието во еден процес, а не статички, не хиерархиски, кој ќе влие врз образовните промени. Образовниот процес кој почива на начелата на критичката педагогија се залага за стекнување на знаења кои ќе придонесат за сензибилизација околу неколку клучни прашања поврзани со демократијата, како што се политиката на репрезентација на расата, родот, сексуалноста, класата, останатите културни разлики, со цел да се зајакне критичкото мислење и критичкото действување.
би можело да кажеме на некој начин дека клучната заложба на критичката педагогија е да отвори можност ученикот, учителот, граѓанинот на крајот на криштата да се трансформираат од објект во субјект, од пасивен во активен чинител и токму затоа може би сте преминале во некакви активистички параметри и при тоа критички создавајќи текстови и значења во културата, давајќи им отпор на доминантните дискурси на моќта. Во општествата во кои што живееме, како нашево и како околните, разговорот, диалогот, дебатата, некако станува елитен аспект кој се одвива во затворен круг. Па дури кога е медиумски релевантно пласиран, бидејќи медиумите ве затварат во дискурсите во кои легитимитет имаат владеачките општествени седименти. Всушност, јавната сфера на дејствување во својата ентрописка фаза, тоа е очигледно, и токму на преминот меѓу тој предприемачки пазарен капитализам и државниот монополистички капитализам, државата и приватните корпорации ги преземаат виталните функции. Значи, државата и приватните си ги преземаат тие витални функции на јавната сфера, што дегенерира во сфера на доминација. И во овие контексти препознаваме цел еден сет на кадифени такви ретроградни модели на институционално владење и угнетување, каде што изостанува нели таа јавност и практично знаењето станува само алатка со која што уште повеќе ќе изостане јавноста, бидејќи на тој начин се ефектуира, на тој начин се процесуира. Таквиот критички дух на јавноста е должно секому загрижен за својот дом, за својот двор, сериозно да се фати во косте со дикцијата на можните вируси на тој контекст. Секоја идеолошка, политичка, културна матрица мутира некако во најневозможните насоки, и тоа најмногу ми се чини ги засека двете за мене клучни општествени полиња, образованието и културните политики. Значи, ние сме соочени сега кај нас со вулгарни, банални, институционални комерцијализации на она што е основа за секое добро структурирано општество, образованието. Мислам, знаеме за што збориме, разните модели сега како се стекнува знаење. Имаме бескрупулозна, значи една манипулација со флоскулата, ја спомна Роберт, знаењето е моќ. Знаењето е сила. Токму кога настануваш овој проект Рашколувано знаење, тогаш одеше таа кампања, за мене застрашувачка, бидејќи тоа не зборува ниту просветителскиот дискурс од оние кои пласираат ваквата идеја, ниту пак грижата за создавање граѓани кои ќе можат навистина да го сватат општествениот систем во кој треба да се дејства. Напротив, за мене ваквата флоскула и сето она што следува и се крие зад неа, укажува на целосна игноранција, незнаење во однос на тоа што знаењето треба да биде и да понуди. Значи, знаењето најважната навртка во општеството е издигнато на пиедестал и поврзано со моќта, како најголем императив. А пораката е застрашувачка, мислам, која дефинира моќта, никој не се обидува да укаже што е тоа што треба да се знае. Искуството упатува на тоа дека сферата на знаењето не се поврзува со действување и општествено критичко диалогизирање, туку со пасивност и некакво лоботомизирано технократско освојување на јавниот простор. Знаењето, значи, практично се третира како комерцијална стока на суровиот транзиционен неолиберален пазар.